Добро вечер со топ тема на ваша страна. Дали коментарите на свештените лица треба да бидат само теолошки или идеолошки? Како ги толкувате коментарите на отец Ивица Тодоров на тема соросоиди и на владиката Пимен за детето Џорџ? Излегува ли црквата од рамките на духовното и се мешали во световните работи и во политиката? Колку политичарите имаат удел во тоа? Овие прашања ги поставивме на нашиот блог и на Facebook профил. Можевте и вие да одговорите на нив. Но вечерва во студиото дебатираат отец Ивица Тодоров, новинарот Зоран Бојаровски и професорот од Факултетот за безбедност Цане Мојановски. Останете со нас, веднаш почнува топ тема на ваша страна. Вечер за моите гости и ви благодарам на сите што вечерва сте во студиото на оваа тема. Одбрав тема која не е поврзана директно со политиката, меѓутоа индиректно е навистина многу поврзана со оглед и на коментарите кои веќе ги најавив. Отец Тодоров, вие сте еден од како да кажам, интересните свештени лица затоа што сте најприсутен и на социјалните мрежи, верувам и помеѓу вашите верници. Се уште сте во црквата во Бутел или каде? Не, сега сум во црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров. Во Ѓорче Петров, е така. Да. Последен пат знам дека таму ви изимав изјава. Да. Еден ваш коментар ми беше повод за емисијата, а не е само еден коментар, имало многу поводи, претходно не зборам ваш, туку коментираат и други ваши колеги. И јас себе ќе го цитирам за оние кои не го знаат, за да можеме накусо да го искоментираме. Ме запрашаа вчера, вие кажавте на вашиот Facebook профил, отец Ивице, а која е вистинската цел на соросоидската пропаганда, кампања, активизам и енормното вложување пари? Нема да го прочитам целиот одговор затоа што е подолг, ама ќе се обидам барем дел од него да прочитам. Целта е ментална и генетска мутација, а со цел личностите кои се целна група за обработување да го забрзаат светскиот процес на ентропија, односно празнење на менталното, интелектуалните и духовните личностите, капацитети на конкретна личност, општеството, нација, држава, човештво. Всушност тоа е процес на зомбирање, формирање на форми без суштина, личности без богоцентричен светоглед, а со препознатлив нихилистичко огревовен светоглед. Се надам дека точно бар до тука прочитав. И понатаму дискутирате. Меѓутоа, ова најде на многу реакции на социјалните мрежи, таму кај што и постиравте. Прво да ве прашам, дали беше тоа ваш личен став и колку можеше да се, бидејќи го толкува и така, и дека е став на МПЦ, поврзано со МПЦ, дали беше личен став ова? Значи, првен, овој текст, тоа не е ни текст, всушност, тоа е еден разговор со мои духовни чеда. Разговараме за многу актуелни теми, вклучувајќи ги и темите што се случуваат и во ова наше современие. Значи, се отвори оваа тема за Сорос, како што и многу други, така да тоа што се отвори го говорев и ме замолија, значи тоа што го говорев во неколку точки да го ставам за да го постира на мојот Facebook профил. Значи тоа е постирано на мојот личен Facebook профил, тоа значи на мојата лична табла за известување дома. Значи тоа е личниот профил на секој човек. Значи ова не е официјален став на Македонска православна црква. Значи ова не е дури ни мој став кој јас сум го например, кажал во некој медиум официјален или писмен став или така натаму во некој медиум печатен, туку тоа е моје лично размислување, моје лично согледување, се разбира не онака површно и како треба да се објасни се тоа што го пишува таму. Јас и во понатамошниот дел, затоа што луѓе ме прашуваа, пошто приметувам дека огромен процент од луѓето текстот не го разбираат, затоа што тоа што е кажано е говорено во еден христијански круг и луѓе кои не го познаваат Светото писмо и луѓе кои од духовен аспект, христијански духовен аспект, не ја гледаат моменталната светска па и локална политика, тоа не може да го разбере. Да, меѓутоа еве ако зборуваме за луѓе, знаете, јас стално викам телевизија гледаат сите и писмени и неписмени. На Facebook профилите на луѓе што читаат се различни, не можат сите да имаат бекграунд и да знаат. Меѓутоа зборовите зомбирање, богоцентричен светоглед со препознатлив нихилистички
огревовен светоглед, група за обработување да го забрзаат светскиот процес на ентропија, односно признание на ментално, интелектуалните и духовните личности и капацитети и подоле. Дали дел од, ќе видиме ние како го толкува, можеби го сватија навредливо. Мутанти. Да, значи како психолошки профил да направивте на соросоидите во наводници. Првин, ако се чита внимателно текстот, таму воопшто не се кажува дека тие што ја водат кампањата се такви, туку целните групи што ги избираат. Значи тоа е многу посериозна тема ако направите вие, направете, вие сте новинари, направете конкретно една емисија за целата кампања на таа структура, пошто Сорос е само еден аспект. Не имавме ни емисија во која што на во ова стидува говореа луѓето кои што ја почна кампањата антисоросоидите и представници на невладината организација. Да расчистиме нешто. Значи, јас кога говорам за оваа проблематика, говорам и пишувам како христијани. Значи, како христијаните ги гледаат и ги доживуваат вредностите, односно моделите на живење што ги наметнува таа идеологија. Значи, тука се работи за идеологија. Ме разбирате, се работи за идеологија. Не е тоа фондацијата Сорос и не е само фондацијата Сорос, тука се многу други фондации умрежени и така натаму. Позадината е една идеологија, либертијанска идеологија. Значи, они се повикуваат на слободата, ама слободата разбрана во анархична смисла на зборот, кај што во името на човековите права се извртува човековото достоинство. Ме разбирате? И сега, целиот процес е, значи, основниот процес, да ги поедноставам нештата за да ме разберат гледачите, значи, ние како христијани, еве јас како христијанин, не се согласувам со нивниот светоглед и со нивниот вредносен систем, затоа што тој се коси со мојот светоглед и со мојот вредносен систем. При што? Како демократ, јас во исто време, како што сум христијанин, сум и демократ, за мене е крајно легитимно тоа што они го прават. Легитимно затоа што они имаат право да се борат за својот светоглед, ме разбирате, и за својот вредносен систем. Како што јас имам право да се борам за својот светоглед и за својот вредносен систем во демократско општество. Ништо лошо. Јас тоа што сум го напишал го објаснувам и што е најинтересно, ако понатаму ги читавте дискусиите, на секој оној што ме запрашал за значењето на тие зборови, јас им реков, подготвен сум да дојдам на дебата, при што е во моментов сум подготвен, затоа што бев подготвен, дојдов и овде на дебата. Предходно ми се јави почитуваниот Борјан Јовановски и кај него требаше во Нова ТВ. Значи, јас никаде не одбивам да дојдам на дебата и да проговорам за овие нешто, но како христијанин, како свештенослужител на Христовата црква и како човек кој се залагам за христијански светоглед и за христијански вредности. При што, како демократ, исто така велам дека они имаат право во демократско општество да се борат за нивниот светоглед, но демократијата е борба на ставови, вредности и мислења. Тука е дебата и ќе разговараме кои вредности, кои модели на живење се конструктивни за едно општество, дали нивните или христијанските. Бојаровски, како вие го свативте ова писание на свештеникот? Тој моравме да му дајме време за да објасни што мислел. Да, се разбира, така треба да му отстапи времето, но прво сакам да замолам отец Ивица да не зборува во име на христијаните, зашто не приличи тој да зборува во име на сите христијани. Ако остане така, тоа значи дека тој зборува и во името на МПЦ, а кажа дека тоа што е изразено во тој негов статус на Фејсбук не е став на МПЦ. Како институција, да. Значи да се разбереме, не можете да зборувате во името на сите христијани. Значи јас говорам во името на христијанскиот светоглед. Не, треба да зборувате во своето лично име. Дека исто христијанскиот светоглед не значи дека тој е апсолутно идентичен со вашите ставови. Не може да биде тоа така. Ќе разговараме, не е проблем. Не може да биде. Второ, исто така ја разбирам потребата да ја релативизира сега работата и да ја дообјаснува. Но тоа е веќе доцна. Знаете како? Треба да се знае дека Фејсбукот како социјална мрежа има можност да формирате затворена страна и таа да комуницира само со луѓето кои сакате, кои ќе изберете и со нив да комуницирате и со нив да зборувате на разни теми. Можно е тоа на Фејсбук. Меѓутоа, кога имате Фејсбук отворен профил, тоа значи дека вие комуницирате со целиот свет.
И тоа значи дека вашите ставови, вашиот изложени ставови таму на тој Фејсбук, стојат на соочување и на располагање на дискусија во социјалниот. Јас сум отворен за таа дискусија. Еве и за тоа сум тука. Трето, вашата изјава во врска со мутантите, сороисоиди, зомбификацијата на зомби, сороисоидите и така натаму и така натаму. Не, ја не ги поврзувам сороисоидите со зомби, друго. Ги поврзувате сега, да не. Ги поврзувам се, јас. Значи како што реков, ја разбирам дека вие сега се обидувате да релативизирате. Ма не релативизирам, еве текстот е тука, еве го текстот, може да го прочиташ текстот и да видиш што пишуваш во него. Пишува, многу јасно пишува. Па што пишува? Дека тоа што го прават застапниците на Соросовата идеологија е всушност зомбификација. Точно е тоа, тоа е факт. Тоа не е точно. Не може да биде точно. Како не? Што подразбирате под зомбификација? Жане, ако да се извинувам, да. И значи, и кога на таков Facebook отворен профил настапувате така, има две работи што сакам да ги потенцирам тука на почетокот. Прво, дека е очигледна коинциденцијата дека неговиот став на Facebook коинцидира со широката кампања која почна за десороизација на македонското општество. Таа десороизација ја најави претседател на една политичка партија. Таа иницијатива покрена едно здружение на граѓани кое се вика Стоп за не знам што сороизацијата и тоа е, не можете да го порекнете тоа коинцидирање со тие настани. Значи еден човек кој е зрел, маж, на возрастни години, образован, не може да го избегне тој контекст и да изјави нешто такво имајќи го предвид тој бекграунд. Добро. Тоа е невозможно. Може да поштам прашање. Последното само да е дека кога зборуваме од позициите на христијанин, не можете да зборувате со таков тоталитаристички јазик, со исклучив јазик, кој денунцира една сериозна група на граѓани кои на било кој начин ги поврзуваме со нешто што представува некој епитет на Сорос. Тоа не значи во секој случај негативен предзнак. Христијанин така не настапува. Прво, христијанинот им ја дава целосната слобода на луѓето да изберат што сакаат, слободно да се изразуваат. Вашиот настап не беше христијански. Вашиот настап е резултат на последицата на неколку, да ги наречам, последователни настани кои се израз на еден тоталитаристички менталитет. Сходно на тоа следуваше и вашиот настап. Добро. Само можда и само малку, пошто со почитуваниот Бојаровски се познаваме поодамно и пријатели сме на Facebook, исто така. Се следите и добро тоа барем знаете кој што. Еве сега, пошто он ги следи моите објави, дали јас првпат пишувам за оваа тема? Не знам, ја толку не ве следам. Мислам, пријатели сме, па се читаме. Да, ама не. Дали првпат пишувам за оваа тема или дали оваа година првпат пишувам? Не е точно. Кој сака може да провери на мојот Facebook профил, има значи цела листа и да види што ја се сум пишува. А добро, тоа ве прави авангарда на десороизацијата во Македонија. Не, никаква авангарда. Јас сум само парохиски свештеник и духовен раководител кој разговарам со своите верници. И позади секој збор што сум го кажал, стојам позади тоа. И подготвен сум да го објаснам. Немам никаков проблем со тоа. Тоа е вашиот став. Има момент, можете да го кажете вашиот став. Значи јас го кажам. Јас само го идентификувам контекстот на вашиот став. Тоа е толкување, тоа е толкување. Тоа е толкување. Како не е толкување, ако не е толкување? Ќе порекнете ли дека во центарот на христијанството е љубовта и слободата? Апсолутно. Јас и тоа го кажам. Дали вашето писание на Facebook го порекнува тоа? Не го порекнува. Како не го порекнува? Не го порекнува. Вие исклучувате. Нарекувате луѓе мутанти, зомби. Јас говорам за последиците на таа идеологија. Исто како што би говорил за последиците на наркодилерот што продава дрога. Значи јас ако наречам некој дека е наркодилер и дека таа дрога предизвикува такви и такви ефекти кај тие што ќе потпаѓаат по неговите влијание, дали јас со тоа ќе лажам? Не, јас си кажувам вистината. А што тие зборови се такви, што да правам? Што значи мутанти и зомби? Не мутанти, ја не сум го користил зборот. Зомбирањето, значи во која смисла вие тоа го употребувате? Значи идеологијата која потпира и господинот Џорџ Сорос се темели на антитеистичко општество. Значи, сите вредности што се од Бога откриени, вредности и модели на живење,
Значи, се истиснуваат од таквото општество. Тие се застапници на тотално секуларно општество. Општество кај што ќе нема простор за Бог. Тие се многу полоши од большевиците. Меѓутоа, видете, во оваа држава има и атеисти, имаме различни религии, луѓе кои различно тоа е идеологија размислуваат, во процес, тоа е идеологија во процес. Затоа секој има слобода на свое мислење, изразување и поверство. Значи, тоа е точно. Значи, тие како демократи сепак се залакаат за демократија, уште не си ја покажале својата вистинска тоталитарна пројава, иако полека и тоа го прават. Значи, вака, јас реков, јас сум христијанин и сум демократ. За мене е крајно легитимно нивната борба за нивниот модел, како они го разбират општеството, за нивните вредности. Но исто така, за мене е крајно легитимно ја да не се согласам со нив и да се борам против тоа. И да се борам за моите вредности. Мојановски, како ранешен председател на Комисијата за верски заедници, имаше и тогаш бурни периоди. Меѓутоа сакам да искоментирате сегашнава состојба апропо дебатата Бојаровски свештеникот Тодоров. Како вие ги толкувате ваквите размислувања, написи како демократија, како што вели свештеникот, или пак став кој што е во интерес на политичките случувања и на дневната политика на одредена политичка партија? За жал, ние како општество во последниве години имаме многу интересен културен контекст. Во проучувањето на политичката култура, веројатно, таа е меѓу парихијалната и патримонијалната концепција во кој што доминираат овие патерналистичките, како што вели колегата Бојаровски, исклучиви квалификации и дека политичките структури се сватени како машини за освојување на власта и дека во тој наплив не се настрана и структурите или организациите кои ние по многу нешта очекуваме дека ќе зрачат со вредносни ориентации, со љубов, со разбирање за разликите, и во тој контекст пројавата на овој профил, новој став на еден приватен профил, укажува за сензитивноста на македонското општество. Инаку, ако зборуваме за аспектот меѓу македонската држава и верските заедници, ние имаме едно уставно решение или решение нормативно во кое сме се определиле за секуларноста. Секуларноста не исклучува религијата од општеството. Меѓутоа, тоа го остава на личниот избор на дали коментирањето, значи тука е разликата, дали идеолошкото и теолошкото одат рака под рака, дали приватното и службеното во европската култура има различни искуства, почнувајќи да речеме од формирањето на демохристијанските партии, завршувајќи со христијанските и други. Меѓутоа, во нашата представа за верските структури во Македонија, тие се доживуваат како дел на граѓанското општество, кои треба да ги развиваат хуманистичките вредности и религиските вредности пред се, и испадите или воопшто вклучувањето најчесто тоа одеше на црковната иерархија со високите политички структури се доживуваше како блискост или брак меѓу верските заедници и определени политички партии, до потребата во општеството од идентификација. Ние после падот на Берлинскиот зид во Македонија имаме нагло свртување кон верските институции, кои еден дел се како резултант на изразот на вербата, а еден дел како резултанта на потребата од идентификација. И оттаму сега имаме ние разни обичајни содржини кои се воведуваат во световните работи, почнувајќи да речеме од светењето на темели, завршувајќи со други обредни активности. Сето тоа во општеството, во контекстот во кој ние се наоѓаме, може да се доживува како дел од таа општа представа за политичката партија и субјектот кој е машина за освојување на власта. И во таа насока можете да ги ставите тие
залагање како дел од еден општ пропаганден пристап кој го водат политичките партии. Не е далеку од вистината ако кажеме дека политичките структури особено водат сметка за тоа на своја страна да ги имаат и верските структури, затоа што тие се значајна полуга. Меѓутоа, официјалниот став на тие организации дека тие му припаѓаат на граѓанското општество и дека ваквите испади повеќе или помалку се индивидуални. Тоа не значи дека ова е прв пат да се случило во македонското општество, да имате такви пројави. Ние имаме како Грчкиов, Солунскиов митрополит кој кога држи проповеди се задржува на чисто политички прашања. И во Македонија имавме поединечни изјави и на богослужби, ние ги нотиравме сите тие, па подосна и ќе ги видиме, господин Мојановски. И така натаму, кои повикуваат, кои дури така влегове во оценка на сатанизација. Еден митрополит во 2003 година околу Божик излезе со една теза за тоа дека христијанството е ставено повторно во катакомби и така натаму. И тогаш мене како раководител ме прашаа во црковната структура што мислам во врска за тоа. Единствено реков дека ние како граѓани, како државна структура очекуваме од верските лица да се потолерантни или да имаат повеќе разбирање за нас кога грешиме и да има се потолерантни во однос на општествените разлики кои постојат. Ќе го дискутираме подосна и ќе се фатам за последните зборови потолерантни. Со оглед на тоа што вие го напишавте, предизвика на вистина дебата. Бојаровски, вашиот став беше дали е тоа став нели на сите христијани, велите не може да биде на сите христијани. Од друга страна го врзавте за дневната политика, Тодоров за тоа опонираше. Меѓутоа, колку свештените лица, еве и ние како новинари ве прашувам, може да си дозволат да бидат по таа тенка линија да одат на политиката која може да предизвика на вистина многу спротивставени реакции и наместо да биде толеранција, да биде демократија, да се свати дека тоа е на некој начин застанување на една страна и предизвикување на конфликт. Да. Зборам вербален е. Да, верските заедници без разлика од која провиненција доаѓаат, во принцип во општеството, како што убаво го објаснува господин Мојановски тоа, мора да водат сметка за контекстот и за времето во кое живеат. Вие не може да се очекува на ниту еден начин не е соодветно било која црква да застапува и да штити политички интереси. Тоа е апсолутно недозволиво. Значи, ја не оспорувам дека свештениците, припадниците на било која верска заедница може да имаат своји ставови. Но во исто време тие мора многу да внимаваат за тоа како, кога и какви ставови изразуваат. Верниците не живеат во стаклени звона изолирани од општествените процеси. Во однос на тоа, нивните духовни застапници, ако смеам да го употребам тој збор, треба да водат сметка за своите верници. И за тоа велам, тие бидејќи не живеат во стаклено звоно, не можат на тој начин да бидат изолирани од општествените процеси, нормално е свештениците да застапуваат или да изразуваат одредени политички ставови. Не е тоа нешто невозможно. Но мора да биде внимателно, мора да биде одмерено, мора да биде поминато ни сите сита и решета за да биде која ќе се појави на крај таа изјава или политички или став во однос на некакви општествени и политички движења, тој став не смее да создава дополнителни делби, дополнителни исклучивости, да застапува само одредени ставови, да исклучува делови од заедницата поединци, да фрла не знам какви клетви или било што врз било кого од заедницата. Тоа едноставно е недозволиво. И затоа алудирам на тоа, претендирам на тоа да, можеме да очекуваме свештениците да имаат политички ставови, но мора тие ставови да бидат многу фино облагородени и кои ќе се појават во јавноста, да одишуваат со толеранција, со понуда на решенија, а не со дополнителни заплетканости и дополнителни тензии. Отец Тодоров, дали вие чувствувате дека предизвикавте толку бурни реакции и поделби што ние после вашиот одговор ќе ги видиме, да колку и да сте сакале да бидете демократичен и да велите дека изразувате мислење, сепак сведоци сме дека се предизвика бурни реакции. Така, значи најдобро сведоче за човекот делата негови. Христос самиот вели, не според зборовите мои, според делата мои. Значи, јас
на неколку телевизии, конкретно во една наша национална телевизија, оди една емисија што се вика Потрага по вредности. Секоја сабота од 18:30 часот. На YouTube може да се види, да се погледа таа емисија и да се види и да се процени таму дали јас го градам овој став за кој говори Бојаровски или не. Дали е таму емисијата исполнета со некои радикални ставови, со омраза и потикнување на делби и така натаму. Да се види, кај што јас јавно говорам. Значи, имам и радио емисија, еден куп текстови, исто така емисија Училиште за животот, поучна емисија, значи кај што се објаснуваат основните фундаментални вистини на христијанството. Меѓутоа ова предизвика навистина Значи, реакција. јас сум апсолутно сигурен. Еве и на почетокот на емисијата говоревме дека Што ве мотивираше толку за да јас говорев што таков мене напис ме да мотивирало. Значи јас сум тие апсолутно сигурен дека 99,9% не го разбираат текстот. Нит може да го разбира затоа што тој текст е внатрешен. Тој исто како кога си разговарате, Па добро, Бојаровски го разбирате ли вие текстот? Јас верувам дека не го сте- разбира. А што има да не се разбере во тој текст? Не се разбира. Не се Како не се разбира. разбира, да. Па не Па не зашто се разбира. пишувате неразбирливо тогаш? Затоа што тој текст е Пишувајте за таа разбирливо. целна група кои требаше да го примат. Значи ние го разговаравме, еве напиши го Ние тоа. сите го примивме преку Facebook. Не, тука е- не сте кој напред видете И затоа е сега. различно Вака го се извинувам. толкуваат, Значи мојот Facebook луѓето. профил не излегува во 19:30 часот дома кај вас на било кој екран. Значи вие треба да дојдете кај мене, ако сакате, окей, ако не Не, сакате добро, не јас мора. имам многу пријатели, но вака ми сега. излегуваат автоматски Значи видите, окей, постовите па ваши. може да го рипнете тоа како што и за многу други текстови. На пример јас Меѓутоа јавно е објавен, Значи, тоа сакам да вака, кажам. јас е јавно публикуван. имам објавено и објавено и други текстови. Еве, само пред еден ден пред тој текст имам еден многу интересен вид за македонските политичари. Го читав и тој. Па, Имате видите за сега. Путин, имате за... Ма видите сега, целата приказка е, ви се молам, не може да се зема едно делче од мозаикот и да се прави слика и да се толкова по Не, свој. не, апсолутно, видете. Значи не е сега, вака сега. Значи, прво, тргнувам со тоа, 99,9% не разбираат што е Што напишано требаше таму. да разбереме, а не сме разбирали. Не е тоа до вас. Тоа е Како јавност тоа прашувам. не е тоа до јав. Тоа значи мене ме замолија луѓето со кои јас разговарав, тоа да го направам како сиже и да го постирам за да си го имаат они за размислување. А кои се тие луѓе? Мои пријатели, не е битно кој. Значи јас имам ли забрана со кого да се дружам? Ме разбирате? Не ли? збориме за верници, Па христијани кои верници, па дебатирале тоа со е верски и како заедници, завршува точно. текстот? Зашто не го прочитате како завршува Добро, текстот? долг е инаку во интерес Не, на не. времето, еве... Да го читаме Светото писмо. Затоа што во Светото писмо ги пишува сите тие нешта. Светото писмо, односно Бог во Стариот и Новиот Завет, особено во Новиот Завет, конкретно Христос ни кажува кои вредности и вистини треба да ги поседува еден христијанин и кои не. И уште не предупредува за тоа да препознаваме какви се знаците на времето. Односно Значи, да гледаме што се случува Пишува во дека Бојарски треба да ги повели. прифаќа, да шири љубов, да нуди љубов, разбирање, да ги прифаќа сите, да не ги исклучува и така Точно е натаму. тоа. А што Точно пишува е. вашиот текст? Точно е. Точно е дека треба Што пишува вашиот текст? да се Ајде чита разбереме. Светото писмо и да бидеме свесни за дилерите кои продаваат идеолошка дрога. Затоа што Христос уште не предупредува, не се бере плод од трње. Да го читаме интегрално Светото писмо, да го читаме интегрално, а не како ни се допаѓа. Точно е тоа. Христос вика љубите ги непријателите своји. Јас ги љубам своите непријатели колку што е мојата сила и духовна и љубов. Не велам дека кузне колку љубов имам, но Меѓутоа, се добро, трудам. само да ве прашам, вие ги олицетворение на злото се луѓето, мислам, ова буквално... Дефинирате ми што е зло. На лошото, тоа Дефинирате ми што подразбирате под зло. Она што вие сте го опишале во овој напис, многу луѓе го толкуваат како фрлање на белек, дека тоа е нешто многу Значи лошо. вака сега јас кога еден младич му приоѓа на Христос и му вели учител е добар. Добро, само да ве молам ова е многу битно. да не помине А Христос му вели вака. верска расправа, затоа што јас не можам да ви парирам тука. Ама не може, А и гледачите. видете се, ама тоа е Само верски објаснете ми контекст. што Сега вие значи. сакате за верска вистина да не ви говорам со верски јазик. Па јас на крај завршувам со читате го Светото писмо, а не случајте го отец Ивица Тодоров. Проверете дали е тоа точно. Добро, а зашто не почна и не заврши со тоа? Зошто имаше сето она пред читајте го Светото писмо? Зошто беше тоа потребно? Зошто ги нарекувавте луѓето зомби? Зошто ги нарекувате мутанти? Не ги нарекувам ја луѓето, јас нарекувам конкретно, значи тие целни групи кои се за обработување, кои имаат за цел да станат А така. тие се луѓе. Па за жал, се луѓе, јас Како велам за дека жал? па не. Па зар да бидат не се разбравме ово. За жал се ајде, пак не се луѓе. разбравме. Да, Зборам за завршете жал се реченицата. луѓе и затоа што се луѓе јас покажувам грижа. Значи исто како кога апелирам, луѓе, тој е дилер на дрога.
И ако не ги заштитите своите деца од дилерот на дрога и не го изолирате него од општеството, да знаете што ќе се случи со вашите деца. Да, нивните деца имаат слобода да отидат кај дилерот и да си земат. Имаат слобода, ама последиците после тоа? Дали ова ваше пишување може да го земе одредена група и сега во да каже дека тоа да се повика на тоа затоа што велите дека ова е една поширока и подлабока Не работа? реков, не никаква поширока. И дали вакво нешто вие би изборували во црква? Или изборувате Јас не престано го зборувам тоа. Особено во овој период, затоа што ние сериозно се соочуваме со криза на вредности, со криза на етика. Мојот дедо, Бог да го прости, велеше: човек, ако не му тежи зборот, тогаш не е човек. Ние живееме, за жал, во време кога се истиснува етиката кај човекот, го снемува зборот, го снемува достоинството. Па јас само пред неколку седмици имав една емисија на Нова ТВ со господинот Горан, кај што завршив со овие зборови. Во ова наше време ни треба светост. Ни треба подвиг на светост, ни требат луѓе кои ќе имат добрина во себе си и ќе имат љубов, но не сентиментална и релативистичка. Значи, ако сме христијани, за еден христијанин црното е црно, белото е бело. Не може да правиме ние приказки. Дали, господине Мојановски, со оглед на ова дебата, дали ваквите настапи на верски лица можат да влијаат помеѓу верниците или во општеството за да се создаде едно мислење или одредена група, како што го прашав и свештеникот, да тоа мислење го земе како такво и го искористи во дневна политика, да го искористи во пресметка со одредени луѓе и слично. Доколку тоа се зборува во црква, а таму се верници, знаете, тие само одат кај свештеникот затоа што му веруваат на тој свештеник. Колку тоа може да влие во општеството и да предизвикува несакани реакции или сакани, сега не знам, зависи од контекстот. Секој став има два дела. Има вредносен и акционен. Во онај момент кога Салман Ружди беше прогласен за муртет, тоа беше порака до сите верници муслимани дека имаат обврска да се пресметаат со него. Да го убијат било каде. Да. Значи, ние, за жал, во јавниот говор кој го имаме во заедницата, без разлика од каде потекнува тој јавен говор, многу малку водиме сметка за таа димензија на ставот. Значи, тој има два дела, има вредносен и има акционен. Вие имавме ние едно време реклама кога одеше некој е крив и така натаму. И само Господ и само културата, само среќата водеше до тоа некој да не се амбицира тој став да го операционализира. И во тој контекст е нашата одговорност како поединци, без разлика во кој дел од општеството делуваме кога јавно говориме. И во тој контекст веројатно овој став во некое друго време искажан можеби немаше да предизвика таква реакција ако немавте една општа медиумска и политичка присутност или притисок за тоа кој е крив за тоа што сме ние вака несреќни во општеството. Тоа е многу широка тема. Не. Значи, кој е крив за тоа што сме ние во нафава? Тоа е општествено и политички наметната теза дека е некој крив. Таа матрица, дека некој ни е крив, беше матрица на владењето до падот на Берлинскиот зид. Дури имаше теза дека треба да се измисли непријател ако го нема. Едно време беше црквата, религијата, па потоа постана некои други. Таа иста идеолошка матрица денеска ви е на сцена. Таа се промовира од, како рече колегата Бојаровски, од највисок политички маштаб. Постанува елемент она што беше карактеристично за агитпропот. Постанува елемент на медиумски третман и на, како велеше Сталин за диктатурата на пролетаријатот, на масовните политички структури. Погледнете, само станува збор за различни означување на субјектите кои настануваат. Имате истата идеолошка матрица која се наметнува. И во тој контекст ваквите пројави на вистина го отвараат сериозно прашањето за колку тие влијаат на тоа во општеството. Нашето општество, за наша несреќа, е поделено прво по многу линии, да речеме, прво по партиска линија,
Второ, сме поделени или по идеолошки. Таа партиската е најака сега. Да, таа е најприсутна, најексплоатирана. Потоа сме ние поделени и тука сакат да вклучат религиската како една поделба која има подолг век во екзистирањето меѓу населението во Македонија, но нема конфликт. Сега се обидуваат политичкиот конфликт таму да го вклучат. Па некој не е крив сега. Кој се обидува? Не, пак политичките структури, ве молам. Значи, не зборувам за најав. Со фактот, ако вие немате доволно јасна да речеме представа, или немате доволно јасен став, дека еден политички субјект донесол овај одлука да се гради објект, и вие, наместо да процените дека тој ќе ви предизвика реакција кај друга конфесија, вие изведувате обрат, значи станува збор за проценка, не дали за потреба. Професоре, јас бев овде седев кога се говореше за таа тема, околу тој проблем, Боби Христов седеше тука и вратете емисијата и да слушате што јас говорам. Не, меѓутоа не ви се обраќа вас лично. Се обидувам контекстот да го објаснам зашто вашиот став се предизвикува дебата, дури ние на емисија учествуваме, и зошто тој не ги има истите димензии ако да речеме би се водел во некое друго време. Затоа што да расправате за центрите кои што се обидуваат да воспостават вредносни системи. И прашање кое што ќе се судри со многу наши представи за нештата. Ова прашање му дојде како мевлем на рана на една иницијатива која е настрана од вашиот, да речеме, ангажман како црковна структура, и тој се доживува, барем таков јас впечаток имам. Тој се доживува како соодветно намигнување на оваа структура која што идеолошки е блиска по ставовите до определени политички структури кои се епигони или носители на ова задача, и се доживува како некои дури го доживуваат и како организацијски пристап. Зашто ви имавте јасен став, зашто исто така јас мислам дека е далеку од ориентациите на земјотници. Во таа смисла на прашањето конкретно да одговорам, да, сите ставови кои што ние ги изнесуваме, вклучително и моите ставови, можат да предизвикаат соодветно структурирање во општеството, можат да предизвикаат поведенија кои што често пати се настрана од добрата идеја или од добрата намера, зашто вие знаете дека има една поговорка која вели дека сите и патот до пеколот е поплочен со добри намери. Сакајќи да упатите кога ќе упатите пораката од вас настрана, таа ќе се доживува во контекстот и во рамките на разбирањата кои што ги имаат луѓето. И во тој дел се гледа опасност од акционата димензија на секој став. Бојаровски, имате сакам да ја прифатам оваа експликација на господинот Мојановски, само да додадам. Таа потреба од постојано создавање на архинепријател, вечен непријател, етернал непријател, во Македонија е редовна појава. Вие имавте, ние од секојаш бевме обкружени со 4 волци околу нашите граници, кои атакуваа на македонската нација и македонскиот идентитет. Тоа секојаш се користеше за домашни потреби, за политички пролиферации. Вие имавте, не знам, капитализмот беше, потоа беше во поскорешно време, посвежи времења, тоа беа, не знам, УСАИД, Америка, све некои непријатели. Сега го измислија за непријател Сорос. Таа е таа потреба на политичките структури да создаваат непријатели, бидејќи актуелната политичка структура, сега што беше актуелна, ќе видиме дали ќе биде и понатаму, таа само така добро функционираше затоа што секојаш на народот му ги спротивставуваше архистравовите на архинепријателите. И во тој контекст не може да пренебрегнете кога изјавувате, кога создавате мислење, кога креирате јавност и така натаму, да не го имате тоа во контекст и да создавате една таква изјава или таков статус на Facebook, кој апсолутно оди во контекст на ова за кое зборуваме ние сега. Тоа едноставно се покажало недоволна чувствителност за ситуацијата во која се наоѓаме. И вие не можете да кажете сега дека да релативизирате и да велите, ама не, сега тоа нема врска, не го разбирате, нема врска со десороизацијата и како нема врска. Помисливте ли на ова што говорува Бојаровски? Денеска бев кај моите родители и бидејќи вие Сорос го представивте како архинепријател. Значи, и моите родители ми поставија прашање, а што е тоа Сорос? Значи, они до сега немале воопшто во нивниот ум представа за таа проблематика. Тие слушаат сега.
Значи сега е актуелно и јас сега, значи треба да им, пошто ми поставуваат прашања, јас им одговарам, им објаснувам. Јас како го разбирам тоа. Значи исто така, ова писание мое, јас дури сум напишал таму, ако сте ги читале понатаму моите постови, дури се изненадив колку реакција да. Не може Ама вака се, значи, да направиме анализа. анализа. Вие имате сенсот да коментирате и други актуелни состојби, не е прв пат. И секогаш, и сум го коментирал тоа, да. И се го коментирале, меѓутоа, никогаш не дали сум... помислевте дека ќе предизвика, значи, вака сега, значи, ова само што се случи, ми покаже една состојба за која исто така поодамна сериозно говорам, за таа сериозна партизација на нашето општество. Значи, ние многу често истиснуваме од себе да бидеме личности, да бидам Ивица, да бидам македонец, да бидам патриот, да бидам христијанин, да бидам татко, мајк, родител, не е битно што, свештеник, новинар и така. Значи, ние цело време гледаме низ призмата на некоја политичка партија. Значи, јас во дадениот контекст не размислувам, нит ми е баш грижа која политичка партија тоа ќе го доживее вака или онака. Затоа што како едните што го доживеа тоа на оној начин, иако морам да признам дека и тие не го разберат текстот, така да овие другите исто така. Добро, во другата крајност. Дека уштубаво напишал отец Ивица Тодоров. При што јас исто така велам, еве јас на неколку телевизии ми се јавија, ми се обратија да дадам изјава за текстот. Викам, видете, нема што да дадам изјава за нешто што е објавено на мојот личен Facebook профил. Мојот личен Facebook профил е моја табла за објавување дома. Значи јас можам на него да правам што сакам. Сега, и затоа не излегувам, да давам изјава. И плюс им реков, познавајќи го менталитетот наш и оваа партизација во која живееме, ако кажам 3 реченици, ќе ме скратите една реченица, ќе ми поставите реченица. За тоа и доаѓам на емисија да се Значи видете, значи Ивица Тодоров не е од вчера. Значи јас многу добро се познаваме за секоја ситуација, кажувам свој став. Значи јас сум личност, јас сум душа, јас имам слобода и кажувам. Сега, на некој може тоа да му се допада, некој нема да му се допадне, при што јас секогаш не бегам од одговорност од тоа што го кажувам и секогаш излегувам на дуел. Така ли? Продолжуваме со дуелот веднаш по паузата со реклами и потоа ќе ги видиме размислувањето на оние што не следат на блог и на Facebook во однос на нашите поставени прашања. Еве што коментира нашите читатели кога го поставивме прашањето и околу тоа колку во Македонија навистина политичките партии се одделени од црквата или обратно и колку на црквата влијаат дневно политичките настани, па еве да видиме што напишаа тие. Влегуваат ли црквата и свештените лица во политиката или политиката во црквата? Денови во социјалните мрежи се сведоци на бурни реакции по две сосема диаметрално спротиставени објави на владиката Пимен и на отец Ивица Тодоров на темата Сорос и соросоиди. Реакциите беа далеко од она што го промовира црквата: љубов, мир, толеранција, подадена рака. Ова беше повод топ тема на ваша страна да го побара вашиот став за тоа дали црквата е одделена од државата и излегува ли црквата од рамките на духовното и се меша во световните работи и во политиката. Еве какви одговори добивме. Сејат Халилович смета дека треба да ни е јасно на сите дека политиката навлезе во нас самите и токму политиката стана и фактор за семејни расправи и поделби, а црквата и било која друга верска установа нема право и не сме да се меша во политиката, но овде е Македонија и ништо не е чудно. Добивме многу кратки и конкретни ставови за тоа како се позиционира црквата визави политиката. Зоран Пинтовски е дециден дека црквата толку излегува од рамките на духовното што не достига уште клада на плоштадот во име на партијата за да сликата биде целосна. Каго од Охрид пак на својот твитер ни напиша: навистина одвоени, едните се на Илинденска, другите на Партизанска, додека твитерџијата со никнем Тантела објави: не е одвоена, заедно крадат. Никола Дујовски пак беше уште подиректен: во црквата доброволно се идентификуваат со ВМРО ДПМНЕ. Но имаше и спротивни мислења. Твитерџијата Протестантски Јоџа пак праша зошто професијата, во случајов професијата свештеник, би ги ограничила десувањето, перцепциите, коментарите на еден човек. Тој дополнува кој што подразбира под концептот на одвоеност на црквата и државата. Зоран Митрески имаше идентичен став и праша дали треба докторите, инженерите, електричарите и другите да зборуваат за нивната струка, а не за она што ги тангира од секојдневниот живот, дали било за Сорос или не. Постовите на отец Пимен за детето Џорџ и на отец Ивица Тодоров за борбата против соросоидите предизвикаа лавина од реакции за нивните ставови, но и против, а имаше и многу лични упатени до двајцата свештеници. Ви пренесуваме дел од нив.
Роберт Коруновски на отец Пимен му напиша: "И тебе те финансира Сорос за да правиш раздор меѓу верниците, шпион еден, ама ќе ти дојде крајот, ама за тебе и таквите како тебе наместо ужасен крај ќе има ужас без крај." Дени Коцев пак на владиката му порача да внимава да не му се рунат иконките во црквите и да не се прави експерт за се и се што. Далеку се ти од високи политики, не ги разбираш, му пиша Коцев. Не беа ништо поблаги ниту коментарите кон отец Тодоров. Ацо Петковски му порача: "Отец Ивица, не се мешајте во политиката, ги губите верниците во црквата." Давор Петковски го потсети дека Македонија е секуларна држава и дека не доликува на свештено лице да коментира било што надвор од црквата, додека доктор Фалус на Твитер коментираше: "Отец Ивица не е необразован или глуп, но дефинитивно е продаден." Драган Алцинов му порача дека станал мегафон на властиот и се ставил во служба на политичка пропаганда. Игор Новевски пак е згрозен како црковно лице, блуе толку омраза кон другиот, кон неистомислениците и побара МПЦ да го санкционира отец Ивица. Јавно искажаните ставови на свештениците за жешките политички теми во државата, околу кои се кршат копијата, ја цртаа уште појасно поделбата која постои во општеството во своето најгрдо лице и долеа масло на огнот кој сега доби и своја верска димензија. Да ве прашам, отец Ивица, дали го видовте вие постот на владиката Пимен за детето Џорџ? Не го видов, ама имам реакција околу ова. Значи, вака сега. Кога се говори за политика, нема човек кој не се вклучува во политиката. Значи, не говорам ја за партиски пристап, не говорам за партиска политика. Значи, и животот на едно семејство и односот со мојата сопруга е политика. Како ние седиме овде и како се организираме, тоа е политика. Ме разбирате? Значи, целата приказка е, значи смислата е, дали ние во заедничкиот, во општиот живот влегуваме со здрави вредности и модели на живење кои и на другите ќе им го унапредат начинот на живење, ме разбирате? И другите ќе направат среќни, благословени, радосни, осмислени битија. Тоа е целта на вистинската политика. Ја само да го додадам А таму кај што се злоупотребува, например, мојта партиската или парите и така натаму, и каде што се има за цел во општественото живење да влезат проблематични вредности и модели на живење, и ако општеството не се сочува од нив, ме разбирате? Ако вие ја отворите вратата на вашиот дом и да може секој да влегува во вашиот дом и да прави што сака, се извинувам, нема долго да трае вашиот дом. И затоа ние не сме за отворено општество, ние сме за домаќинско општество, кај што ќе се знае кој ќе биде домаќин и домаќините на оваа држава треба да се грижат за вредностите и моделите на живење што се традиционални кај нас македонците. Да продолжим Баровски, Ана Јанева напиша: "Свештеникот е должен да предупреди за некои појави кои се случуваат во црквата и општеството, кои се спротивставени на светогледот и начинот на живење на христијаните и кои можат да доведат до извртување на вредностите на штета на голем број луѓе." Значи, предупредување без наметнување како нешто со кое мора да се согласат и да го прифатат оние кои не размислуваат така. Тоа е вашето мислење, вака го сублимирам. Бојаровски, апропо ова изјава на отец Ивица Тодоров? Па, не знам, не доликува така категорично да се настапува. Не можете вие да кажувате како некој демиург што треба, а што не треба. Сепак треба да го ставите тоа на општеството, на луѓето во заедницата да. Па јас сум човек. Јас сум човек и единка во ова општество, и ако ние не го кажуваме својот став, како другите ќе не слушнат. Значи јас кога излегувам со својот став. Ама вие мафтате со прстот и не е точно, не мафтам со никаков прст. Значи јас излегувам, јас сум член на ова македонско општество. Јас сум граѓанин на Република Македонија. Ја излегувам со став, со мој став. При што? Јас не фрлам камен и бегам и се крием. Не, јас излегувам со име и презиме, тоа е мој личен профил и така како сум го напишал тамо, и плюс, ако се читаат понатаму ова постовите, јас на секого му обрнувам внимание и му објаснувам. И плюс, секаде велам: луѓе Божи, ако сакате, дојдете да поразговараме, или кога ќе ме поканат на дебата, јас доаѓам и објаснувам кој е мојот став. И плюс велам: ова што јас го правам за доброто на моето општество. А останатите членови на општеството нека проценат дали тоа е добро или не е добро. Да, меѓутоа спомнавте дека тоа го правиме. И вие не ми дозволувате да ви укажам дека вашата постапка не доликува на тоа што го декламирате тука. Треба да кажат и останатите членови на нашето општество. Ама добро, сега ние сме тука на дебата. Тоа е само негово лично мислење, како што тоа е ова е мое лично мислење. Треба останатите да ги. Па не може Снежана тука да обикне општеството да се. Ама добро, општеството не слуша. Останатите граѓани не слушаат. Точно. Мислење поинако од вашето. Не, апсолутно. Се извинувам. Добро, тогаш Баровски, повелете.
Оти вака не е дебата ако Па става. да, извинувам. мислам, не е дебата, мислам, тој таков настап не е дебата и самото тоа говори за демократските капацитети на тој што така декламира и така настапува. И уште повеќе ако настапува во мантија, што е, да речеме, униформата на црквата, како да го разбереме тоа? Како да го Како јас разбереме? настапувам? Па така настапувате, значи, вашата мантија ви идентификува со Македонската православна црква, а вашата исклучивост во настапот, нетолеранцијата во настапот, може да се... Бојаровски, може да ви прашам? Не може да ме прашате, да дозволете да Се завршам. извинувам. Тој таков начин на настапување, освен што е личен на господинот Тодоров, тој си влече корени и од врската на црквата со државата, односно, како што сака господинот Тодоров да каже, со партијата. И Македонската Не сум православна спомнал за такво нешто. По ниеден момент Па сега не кога се поисtovето. Јас говорам за македонското општество. И? Како општество, како заедница на граѓани. Па добро, зборувајте, дозволите јас да кажам Се- што... Само да прецизирам, пошто не Много беше се точно. извинувам. Имате право на реплика, Се морам извинувам. како медиатор да Да, направам тука ред. Значи, тоа е резултат на долгогодишното, на постојаното всушност, седење во скутот на политичките партии на црквата, на Македонската православна црква кај нас. За жал, мене ми е многу жал кога тоа го констатирам. И од таму произлегуваат овој тип на вакви настапи, на нетолеранција, на исклучивост. Од таму произлегуваат, бидејќи на тој начин се идентификува. Уште во 1967 година, кога беше прогласена автокефалноста, по диктат на политичките партии, до ден денес Македонската православна црква не е извлечена од таа позиција. Ве молам ако може, апропо ова, иако не го планирав за овој момент, еве еден документ на ЦИА што сигурно го знаете за формирањето на Македонската православна црква. Документот од 1952 година, во 2011 е обелоден од јавноста во контекст на тоа како во тоа време Тито всушност дозволува да се направи Македонската православна црква, се со цел да се ослаби силата на Српската православна црква. Ова е еден документ што го прикажува мојот колега Миомир Серафиновиќ, затоа што е во контекст на разговорот на Бојаровски. По крајот на Втората светска војна, југословенската комунистичка власт и Тито ја помагали идејата за автокефална Македонска православна црква со цел да ја ослабнат Српската црква, која Јосип Брос ја сметал за голем личен и противник на југословенскиот комунизам, стои во извештајот на американската ЦИА од 29 август 1952. Истиот документ наведува дека Тито се плашел борбата за независна црква да не се претвори во борба за независна Македонија. Додека сепаратизмот на Македонската црква оди заедно, рака под рака, со националното отцепување, режимот на Тито не давал безрезервна поддршка за тоа и на тој начин правел независната Македонска црква да остане само сон за македонците. Од друга страна, Титовиот режим им дозволува на македонците отворено да ја шират оваа идеја, до ниво на предизвикување на сериозните шкотии за СПЦ, чија сила и влијание врз србите. Тито сакал да ги уништи по секоја цена. Стои во извештајот на ЦИА правен за потребите на американската одбрана. ЦИА опишува дека македонците сакале независна црква уште од 1913 година, односно по воведувањето на српската власт во Македонија по Балканските војни. Желбата им била црквата да има седиште во Охрид и молитвите наместо на српски да се пеат на бугарски јазик. За својата цел, Тито и комунистичкиот режим успеале да испратат, односно да вратат во Србија двајца владици на СПЦ, Јосиф Цвијовиќ и Викентије Проданов. Двајцата пред Втората светска војна ја воделе Српската црква во Македонија и биле големи противници на независната црква. ЦИА нотира и дека тајната ВМРО до 1945 година немала интерес за црковните прашања, но поради идеите за независна Македонија, тогашното ВМРО по војната успеало да инфилтрира своји луѓе во комунистичкиот систем на Тито, кои помагале да се шири и зацврсти создавањето на независна македонска црква. 15 години по овој документ на ЦИА, Македонската православна црква ја возобновува автокефалноста на Охридската архиепископија и до ден денес останува непризната во православниот свет. 25 години по автокефалноста пристигна и независноста на секуларна Македонија.
Ова не во контекст да отвориме историска дебата за Да. МПЦ или за тоа дали е призната или не, туку само во контекст за настанувањето и политичкото влијание и во тоа време и во време на Тито, што ми е контекст на емисијата до ден денеска. Да. И затоа ве прекинав за да го видим. Па да, и само ако ми дозволите да довршам, значи за жал во позадината стои тоа. И тоа е кога го имате во грбот ветерот на политичките партии, нормално е во наводници да представниците на црквата да бидат во согласност со тој ветер и да не отстапуваат. Главно епископите на МПЦ, не зборам за сите свештеници, не зборам за вас конкретно. Сега ќе кажам јас. Да, повелете. Да. И во тој случај, значи, не можете да очекувате всушност, нормално е да очекувате длабоки и сериозни политички изјави и ставови на црквата кои не се долични на црквата. Да, има и базари Мајановски, тој политички ветер. Мајановски да додаде па вие. Не има проблем. Значи, ова прашање што го отвара Бојаровски е многу сложено. Само 3 елементи треба да се имаат во предвид кога се скицираат одговорите. Прво, црквата, вклучително православната црква во регионот и воопшто кај е постулирана, таа има блиски односи со владеачките структури и не е Македонската православна црква или Српската православна црква исклучок во близината. Второ, особено во социјалистичка Југославија, црквата беше доведена во ситуација да биде многу зависна од државата, затоа што нејзината економска моќ беше одземена. И со менувањето на сопстеничките односи во Македонија се отвори еден процес во кој што таа беше упатена на државата и државните органи. И знаете дека процесот на денационализација траеше многу долго и многу се отворија многу прашања. Тоа особено да речеме беше актуелно и тешко за решавање кај исламската верска заедница што бараше интервенции во законот, а да не зборувам кај другите помали верски заедници во земјата кои што апсолутно има тешкоти. И тоа објективно, таа целокупна етатизација која се направи во македонското општество ги етатизира односите во целина, вклучително и односите кои ги имат црквата или верските заедници како структури во општеството. И тие нус производи кои се појавуваат се нормални. Ние овде имаме сега една состојба која предизвика интерес и вечерва дебата, но ако погледнете какво е поведението на верските лидери, на верските структури во општеството, тоа е поделено прво по етничка, второ по конфесионална линија. И дека близината до политичката моќ ја изразува потребата да се манифестира влијанието во општеството. Па имате да речеме заедно се води верски и партиски лидер. Настапуваат одвоено по конфесионална и по политичка линија во дебатата. Таа поделба објективно го отвори овој вториот проблем. А тој проблем е дека во општеството вие не развивате авторитарен модел на политичка култура во која што е битно некого прво ќе го игнорирате, потоа ако не можете да го отстраните, ќе го дефамирате. И погледнете било кој сегмент во општеството кој му задре во интересите на политичката структура, како се однесуваат со нив. И во тој контекст изјавата, и во тој контекст коментарот кој што отвара дебати и дилеми, нас не отвара. Колку тоа е во функција на смалување на јазовите или на отварање на јазовите. Тоа е централниот проблем. Не е проблемот како е повеќе станува збор за проблемот за контекстот. И по моје мислење, мислам дека тоа прашање. Иначе прашањето на државата и православната црква, и државата и верските заедници на Балканот не е исклучиво македонски. Да, и сведоци сме на оно што се случува во регионот, повелете со вашето. Значи јас на секоја света литургија и во рамките на моето лично молитвено правило исповедам дека верувам во една света соборна апостолска црква. Значи за мене Христос, не за мене, затоа што јас така сакам, самото свето писмо, самите Христови зборови, самите апостоли, светите отци ни сведочат и илјадници, маченици, свети луѓе дека постои една црква. И црквата е заедница на ученици Христови во силата на Светиот Дух, предводени од епископите, презвитерите и ѓаконите. Значи, црква
Пред формирање на институцијата на Македонската православна црква на овие простори постоела. Таа постои од апостол Павле па до ден денес. Не, тоа не ми е ни цел. Тоа не ми е ни цел. Сакам да кажам нешто друго. Јас и кога со почитуваниот Бојаровски и со многу други представници на помесните цркви православни говорам дека ние православните, а тоа го потврди овој последниот собор сега на Крит. Значи, ние православните треба да излеземе од шемата, да создаваме конфедерација на цркви. Односно, конфедерација која ќе биде Да излеземе од контекстот, се извинувам. Ама сега вие го отворите, не го отворим јас. Ама треба да се знае зошто е дојдено до потреба за формирање. Треба да се знае зошто е дојдено до Тоа е друга тема, Ама па вие отворите тема, ја не отворив тема. Јас реков дека не отворам од историски аспект, туку само да покажам дека и во тоа време. Ама гледачите го гледат и треба да им се објасни сега. Политиката влијаела. Добро, бидејќи зборувавме за моментите. Не само политиката, имаме луѓето тука на овие простори сакале своја помесна црква, затоа што за жал другите помесни цркви сестрински се претвориле во национални пропаганди. Да го спорам, не го отвориме. Во моментот јас сакам да се знаат нештата. Што се случуваше во минатото? Вие спомнавте само еден пример кога некој владика некако се изразувал дали христијанството ќе влезе во катакомбите или не. Меѓутоа низ годините, еве да видиме од прилогот на колешката Билјана Николовска, во кои моменти црквата и државата или политичките партии и црквата наместо да делуваат различно, делуваат заедно, или кој кому му иде во прилог? А вие не нарекувајте се учители, зашто еден е вашиот учител, а вие сите сте браќа. Не нарекувајте се водачи, зашто еден е вашиот водач, Христос. Евангелие по Матеј. Ова е само еден фрагмент од стиховите во Светото Писмо, кој често е цитиран во време на дебати за религијата, за незиното место во општеството, за тоа дали се повеќе навлегува во улога на земска власт и дали се меша во политиката. Нека нашиот градоначалник, бидејќи скоро се изборите, му благодариме за ова што ни го приредува веќе неколку години, нека се кандидира и дај Боже повторно нека добие. Ова е снимка од свеченоста во Кавадарци по повод празникот Водици. Лобирањето на свештеникот за победа на актуелниот градоначалник, колку мина присутни го слушнаа, нема податок. Ама видеото на YouTube е прегледано речиси 16.000 пати. Го виделе и првите луѓе на Македонската православна црква. За нив е изолиран случај. Не сакаат МПЦ да е етикетирана поради тоа. Тоа се несрекни изјави и мислам дека нема потреба од такво нешто, особено не од додворување, особено не за време на верски чинови и така натаму, но изолираните случаи не смеат да наметнат слика дека тоа е пристап и став на целото свештенство, на епископатот и на Македонската православна црква. Он треба лично да се повика на одговорност за таквото нешто. Но ова не е единствениот случај кој деновиве ја бранува јавноста. Десоросоизацијата е термин кој по изборите го промовираше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. За него дебатираа и политичари, и експерти, и невладини, ама последниве денови и свештеници. Си беше еднаш едно дете Џорџ, ама катил дете, па во Втората светска војна се вклучил во прогонот на евреите и соработувал со фашистите уште на 11 години. Замислете колку курнас бил на 15 кога завршила војната и колку многу пари направил од продажбата. И сега од тоа дете и неговите крвави пари светот си страда, а Македонија влада не може да состави. Ама кога ќе се здружат нашите и сад, ќе го ослободиме цел свет од тоа зло. Целта на соросидната пропаганда е ментална и генетска мутација, а личностите кои се целна група за обработување, да го забрзаат светскиот процес на ентропија, односно празнење на ментално-интелектуалните и духовните личностните капацитети на конкретна личност, општеството, нација, држава, човештво. Ова предизвика вистинска дебата. Се отворија многу прашања. Што ги поттикнало свештениците да се мешаат во световните работи? Дали политиката замешала прсти во нивните ставови? Слободата на говор, мислење и изразување е неприкосновено право на секој, па и на црковните лица, велат од МПЦ, но ставовите на Пимен и Тодоров не ги сметаат за став на институцијата. За мотивот им веруваат дека е чисто духовен, не политички, а го отвораат и прашањето дека можеби е на барање и на верниците.
Црквата е дел од општеството. Верниците кои што доаѓаат во црква се и граѓани на оваа држава. И јас како свештеник сум граѓанин на оваа држава. Јас не можам да излезам без мојата мантија, ама ако го кажувам својот став како граѓанин, а ја носам мантијата, зашто некој треба да ме гледа дека тоа го кажувам како свештеник, а не го кажувам како граѓанин? Затоа што јас како свештеник придонесувам за оваа држава, јас плаќам личен персонален данок на оваа држава, нешто што не се знае и што мислат дека не се прави. Значи сите во УЈП плаќаме свештеници данок годишен на оваа држава за нашата дејност и така натаму, така што имаме некогаш право да го кажеме својот глас, но да кажеме дека настапуваме нели како граѓани околу, говорам чисто општествени и политички прашања. Но ви реков, кога прашањата задираат во духовниот сегмент, тогаш е неминовно јас како пастир да излезам и да се јавам. Македонија е секуларна држава. Уставот ја гарантира слободата на секој човек за тоа која вера ќе ја прифати. Го гарантира и слободното и јавно изразување на верата, но во него уште стои: Македонската православна црква, другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред законот. Ова е Facebook страницата на Асоциацијата на македонски атеисти. Тоа е неформална група која веќе неколку години ја користи социјалната мрежа како простор за дебата. Можат да се најдат и ведри и сериозни теми. И тука се актуелни последните статуси и постапки на свештениците. Но нивните коментари се спротивни од оние на свештениците. Викослав Стефановски е еден од администраторите, кој реши пред камерата да го каже својот личен став. Тоа што јас можам да кажам е дека комплетно не ми се допаѓа тоа. И дека дава многу погрешна слика и за самата религија и за самата држава. Така да двата аспекти не се комплетно спојиви, се трудиме да имаме граѓанско општество каде што ќе бидат разделени тие сфери, но некои постојано сакаат да се мешат кај што не му е место. Секуларизацијата во Македонија не е на толку ниско ниво како на некои земји каде што сме во околината, но сепак е на прилично ниски гранки. Си дозволуваат луѓе да се мешаат каде што не треба да се мешаат. И според уставот. Но тој загатнува уште едно прашање: дали верата наместо да ги сближи, ги разделува луѓето? Народ против народ од верски причини се случија и во земјава и во светот. Калето, црквата на плоштадот, низа други протести, да не влегуваме во по-сериозни работи како што беа војни во Босна и слично, каде што исто религиозниот аспект беше доста злоупотребуван од дневно-политички цели. Летото 2013 започна со протести, и тоа за црква. Верници поверуваа дека со промената на деталниот урбанистички план ќе се спречи градење на црквата Свети Константин и Елена на плоштадот во Скопје и дека ќе сурива веќе изграденото, па излегоа на улица. Ама на моменти ескалираа, па пред зградата на општината не изгледаше како да протестираат верници, туку хулигани. Таму ќе ти дадам ја, од централната помош ќе ти купам танка. Сепак и таму не издржаа да не проговорат свештеници, и тоа од највисокото раководство на црквата. Го молиме да престане со војатак и да ги исфрли тие буби во главата што ги има, за да не биде доцна. Ако му се собере народот, тешко него ќе биде. Но 2 години потоа јавноста слушна една поинаква вистина за овој настан, и тоа во прислушкуваните разговори. Токму од нив произлезе и едно од двете поднесени обвиненија на специјалното обвинителство. Тоа не сомничи верници, туку политичари, и тоа дека за своји и партиски богатења го организирале протестот, заскривајќи се за дуривањето на црквата. У петок он да изеде едно 5-6 шамари пред камера. Да влезат граѓани и еден граѓан да дојде да му удари 3 шамари. Јаки. И да ти искочи. Можем да договориме сценариум кон ја планира па наши да излегува да протестира како што прави. Не го спојува на никој. Неколку години по протестите, од црквата сметаат дека треба детална анализа за овој настан. Недостатокот од информации за што точно се случувало со изградбата е причина поради која беа злоупотребени вистинските верници, велат од таму. Црквата, верниот народ кој што стоеше на страна, беше злоупотребен од страна можеби на некого, затоа што ние не действуваме на тој начин. Верникот не действува на тој начин. Во конкретниот случај јас не би можел да кажам, значи кој е тој најдобро се знае, нели? Но не треба тоа да се прави. Но МПЦ отвара друго прашање поврзано со црквата на плоштадот. Која беше па и потребата
за протест против градењето на црквата. Јас не го сваќам ни тој момент. Или пак дека сето тоа се поврзува со ставот на архитектите за тоа дали требало да има црква и така натаму. И сега го ќе го видиме нели бекграундот и на таа група како во општеството постојано се буни за прашања поврзани со религиозност, а не за прашања поврзани само со општествениот живот и така натаму, тогаш како јас да ги сметам нели тие луѓе или каков пристап да имам на тие луѓе освен мојата перцепција дека тие се против мене, против мојата стварност и мојата потреба да имам и храм, да имам и духовен живот и така натаму. Плюс тука постоела црква на плоштадот, да не го заборавиме тој момент, да не заборавиме под кои услови е таа црква урната и така натаму. Не праша некој нас како црква за тие нешта, не. Во земјава само една политичка партија помислила на црквата кога го планирала собственото згаснување. Членот 50 од статутот на ВМРО ДПМН е јасен. Кога таа ќе престане да постои, имотот ќе оди во раците на црквата. Сепак, од МПЦ ја отфрлаат блискоста со било која политичка партија. Но не гледам што би било тука проблематично доколку тие сакаат тоа да го направат и доколку тоа е нивна одлука. Така што оставајќи го тоа на црквата, ние не го оставаме на некого таму, на отец Бобан или не знам, го оставаме повторно на народот. И друга политичка партија ако се определи да го остави на не знам домот за деца без родители е сосема легитимно и така натаму. Така што знаете, тоа грубо поврзување заради некои моменти е само со некоја умисла и со некоја намисла. Црквата е простор и духовен и не знам материјален и административен за секој човек без разлика на неговата определ. И за крај многу куса за заклучок, отец Ивица има ли шанси да се промени оваа состојба што имавме и во прилогот? Значи, секоја духовно разбудена личност и секој автентичен Христов ученик живее и за таа цел да се промени една болна состојба во општеството. Еве, како порака моја, значи, до нашите сограѓани е да негуваат етичност, да негуваат добрина во себе, да негуваат искреност, да негуваат храброст, да почнат посериозно да го читат Светото писмо и да започнат да живеат еден на вистински начин благодатен, спасителен, православен христијански живот. Сега колку ме разбират се тоа, како што и текстот што ми го разбират. Но оние што сакат да ме разберат, ќе ме разберат и ќе разберат дека ова е една од вистинските насоки кои може да донесат и каква полза кон добро во нашето општество. Господин Мојановски? Дебатата покажува дека ние како општество имаме потреба од разговор и диалог и дека секој повет е навистина добар да се отворат и се направат пресеци за тоа каква е културната, и вредносната матрица во македонското општество и колку тоа е подложно, да речеме, на разни влијанија кои медиумски, партиски и општествено се пласираат. И во секој случај покажува дека ставот кој што може да предизвика акција или реакција кај општеството е особено одговорна задача и од сите нас бара соодветен одговор во таквиот општествен контекст. Колега Бојовски. Две работи сакам да истакнам во 30 секунди. Најодговорни за оваа состојба се епископите на МПЦ, членовите на Светиот архиерејски синод. И нивна е одговорноста да се извлечат од прегратката на политиката конечно. Бидејќи изгубија драгоцено време, најмалку во овие 15 години, да го направат тоа и да го решат и прашањето на статусот на МПЦ. А иначе дека МПЦ не е само пасивен играч во прегратката со политичките партии, говори и ова. Кога една православната Охридска архиепископија достави документи за регистрација во судот, судот за тоа дали ќе ја регистрира или не, побара мислење од МПЦ. Добро, сега тоа е веќе една... Да, ама само ја кажува активната улога на МПЦ во прегратката со политичките партии. Сакам да не отвараме теми за кои што навистина може да дебатираме. Должна сум да кажам дека го контактиравме и митрополит Пимен. Меѓутоа, тој не ни одговори, сакавме да ни објасни кој му бил поводот за да ја напише
да го напише на Facebook ставот за детето Џорџ, дали било тоа контра ставот на свештеникот Тодоров или не, меѓутоа не добивме одговор. И второ, ги прашавме и ИВЗ за свое мислење, ние вечерва не разговаравме и за нивните односи со политиката и политичките партии, иако имаше бурни моменти, дури и тепачки своевремено, меѓутоа ни одговорија вака, поради деликатната моментална политичка состојба во државата, ИВЗ одлучи да се воздржи од било какви коментари и изјави во јавноста. Во понатамошниот период ви стоиме на располагање и отворени сме за соработка. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и ви благодарам на сите вас што дојдовте вечерва во студиото за да отвориме дебата на оваа тема. Имајте пријатна вечер.